Нови избори, стара школа. Ковачевски продолжува постапките на неговиот претходник Заев. Црна кампања и оцрнување на политичкиот противник. Според дел од познавачите, ваквата состојба е резултат на безидејноста на социјалдемократите, кои во изминатите години власт ги разочараа мнозинството од граѓаните со своите политики. Па сега во обид за Глас Плюс не нудат остварливи проекти, туку се занимаваат со ВМРО ДПМН и како да им одземат гласови. Новинарот Дарко Јаневски види дека во ситуација каде во Македонија народот живее во беда и мизерија, политичките партии треба да се занимаваат со подобрување на животниот стандард, а не со продавање на ветер и магла. Според него, во кампањата на СРСМ може да очекуваме уште повеќе напади и лажни вести и неостварливи ветувања. Кога таква е ситуацијата надвор, на СРСМ не останува ништо друго освен да на една страна да ветува морков, со тие своји ветувања за зголемување на платата, која што не значи ништо, бидејќи не може да го стигне поскапувањето на животот, а од друга страна да се занимава преку своите скапо платени новинари со црна кампања, оцрнување на противникот, тоа да го прави преку порталите и преку социјалните мрежи, преку нивните ботови. Јаневски вели дека СРСМ ја промашиле кампањата и што и да направат, веќе е доцна, бидејќи се соочуваат со веројатно најголемиот пораз во нивната историја, а анкетите тоа јасно го покажуваат. Услови кога 600.000 луѓе живеат со 150 денари на ден, а останатите живеат со 170 денари на ден, оние што зимаат минимална плата или околу минималната плата, тоа треба да биде клучниот момент кој што ќе се истакнува во кампањата, затоа што луѓето тоа и го очекуваат. Според Јаневски, клучната разлика во кампањите на СРСМ и ВМРО ДПМН е што едните тераат црна кампања, а другите се концентрираат на промовирање на програма. А дека тешко се живее во Македонија, и дека тоа ќе се удри од глава на партијата која 7 години беше на власт заедно со ДУИ, говорат и последните податоци дека како последица на лошата живеачка е намален животниот век, кој во 2018 година бил 75 години, а сега е 72,3 години. Според Јаневски, ова практично значи дека лошите политики директно се отсликуваат врз животот на граѓаните.